За граѓаните на Република Македонија во точно 3 часот и 8 минути се уште дебатираме и се обидуваме да ги вразумиме барем овие 4 пратеници од СДСМ кои што во моментот се наоѓаат во Собранието на Република Македонија, затоа што останатите немаа интерес да слушаат, немаа интерес да видат какво криминално решение и каква криминална спогодба ќе бидат принудени да потпишат утре, затоа што и не ги интересира оваа делба на ризик и мислат дека по завршувањето на својот мандат никој нема да носи никаква одговорност. Почитувани граѓани на Република Македонија, она за што би сакала јас да го искомуницирам со вас, да ве известам, е за одредени аспекти на оваа спогодба, на овој закон, кој што е се само закон не, затоа што никогаш досега во Собранието на Република Македонија немало пракса да се носи ваков закон. Меѓутоа, еве, и во 3 часот после полнок гледате колку е итно да бидат префрлени парите на сметката на Макпетрол, а каде се изминатата година овие пари од 2019 година, ќе треба во некоја друга постапка некој друг да објасни. Почитувани граѓани, согласно Законот за државно правобранителство, во член 2, Државното правобранителство е државен орган кој презема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија и врши други работи утврдени со закон. Сега, дали Република Македонија има имотни права во овој спор? Да. Дали Државното правобранителство покренало постапка пред надлежен суд? Да. Кој е вложувањето на Република Македонија поради што Државното правобранителство сметала дека има право на судски спор и затоа покренало судски спор за имотни права и тоа во 4 наврати? Затоа што 140 километри гасовод е правен на земјиште во сопственост на Република Македонија, кој што е користено 22 години и истото се уште се користи и тоа, внимавајте, без никаков надоместок. Исто така, сакам да напоменам дека согласно Законот за државно правобранителство, согласно член 15, државниот правобранител пред поведување на постапката пред суд може да презема потребни действија за спогодби. Значи, има право државното правобранителство во својата постапка пред суд да склучува спогодби. 4 судски постапки се воделе и се уште истите се во мирување во судовите на Република Македонија и имаме една противтужба од страна на Макпетрол, која што исто така е во мирување. Затоа ние сметаме дека ова е криминал од невиден размер, затоа што согласно член 16 од овој закон, државниот правобранител исто така може да одлучи и да случи порамнување, односно соовластувањето кое што го може, доколку постои од двете страни некаква согласност, може да потпише порамнување. Меѓутоа, истиот не се дрзнува тоа да го направи, затоа што смета дека на Република Македонија и припаѓа поголем удел, за разлика од тоа што припаѓа на Макпетрол. Макпетрол од самиот почеток бара 50%, што со оваа спогодба и денес ги добива. За разлика од Макпетрол и за разлика од владата, предводена од СДСМ и Зоран Заев, кои што се согласиле на овој ваков криминал, Државното правобранителство сметало дека поголем е уделот на Република Македонија и затоа, бидејќи е од интерес на Република Македонија, не се дрзнал да потпише ваква спогодба, ниту пак потоа да потпадне под притисоците кои што секојдневно му биле правени и против него се пуштале разни дописи со кои што се обидувале да го разубедат да потпише една ваква спогодба. Сега државниот правобранител пуштил различни известувања и мислења, тоа на 8.2.2019, на 4.3.2019, понатаму имаме
известување број 3 на 15.7.2019, на 25.7.2019. И сега за ова веќе четврто известување симптоматично е тоа што го пишува, а што ние го немаме видено, е дека основ на ова мислење дека штета на овој договор, кој што еве денес ни се дава ние да го поминеме, е тоа што се поставува прашањето за законскиот основ со кој владата на Република Македонија се откажува, односно се одрекува од влогот во водниот систем, кој влог од 51% е понуден од Макпетрол, а прифатен од владата на Република Македонија. Исто така, уште еднаш е укажано дека треба да бидат прибавени мислења од Министерството за правда, Министерството за финансии, Министерството за економија, имајќи ги во предвид нивните надлежности и начин член 3 на Законот за организација работите од органите на државната управа на Република Македонија. Каде се тие мислења? Дали вакви мислења некогаш стигнале до вас, почитувани колеги, пратеници од владеачкото мнозинство, па вие сега утре ќе кревате рака, срекни 62 и ќе донесете еден ваков криминален договор. Натаму имаме уште едно мислење од 1.8.2019, шесто подред од страна на државниот правобранител, па од 11.12.2019, седмо, и во осмото известување од 23.12.2019 година, внимавајте, пишува: на рочиштето за главна расправа, кој што се одржало во судот, Макпетрол дојдол со поднесок со кој што вели дека бара судот да ја стопира постапката, затоа што има отпочната постапка за медијација. И државниот правобранител прашува со овој доказ, со овој допис, прашува зошто не е истиот известен кога тој во името на Република Македонија ги штити интересите. Значи, представникот на Макпетрол знае дека ќе се случува спогодба или некаква медијација, а државниот правобранител не знае, што е апсурд само по себе. И исто така кажува дека овие докази кои што ги доставува до судот, значи за ова сигурно има и службени белешки од страна на судот, записници и така натаму, кои што никогаш не биле доставени до државното правобранителство во попка за давање на мислење за оваа предлог спогодба. И во поднесокот од 16.1.2020 година вели дека прекин на постапката се предлага од причини што бил склучен меморандум за разбирање од страна на Коран Ѓушев и во присуство на Красник Бектеши во Виена, каде што во ниту еден момент не било известено повторно државното правобранителство на Република Македонија. Епа, почитувани, работа на државниот правобранител е да се грижи за интересите на Република Македонија, за имотните интереси. Меѓутоа, очигледно на вас и на владата, предводена од СДСМ и Зоран Заев, не е во интерес да се грижи за интересите на Република Македонија, туку едноставно сака да направи ваква легализација на криминалот преку собранието и преку вас, срекни 62, кои утре ќе се соберете и ќе си гласате и нема проблем, ќе се префрлат парите, кои што веќе, еднаш кажав, цела година стојат на нечија сметка, меѓутоа, во некои по-други времиња, во кои што институциите навистина ќе работат својата работа, ќе видиме каде во целата 2019-2020 година стојат овие пари. Исто така, сакаме да забележиме дека вештачење од страна на Бирото за судски вештачење нема. И таа нема надлежност да врши проценка на капиталот. И ова што исто така е многу страшно, кое што дополнително сакам да го кажам, е дека државната собственост на националните енергетски ресурси се прави да настапи монопол во однос на испораката на газ и исто така дополнително се поставува прашање на тоа кој ќе го плати данокот на капиталната добивка. Де факто има капитална добивка која треба да се плати по стапка од 10% и Макпетрол треба да го плати овој данок. Затоа, почитувани, да не се повтараме
Ваков апсурд никогаш не се случил и не дај Боже уште еднаш да се случи, меѓутоа во ваше време се е можно, со оглед на тоа што остануваме до доцните еднокни часови, да дебатираме и да пробуваме да ве разобедиме дека овој закон е навистина криминален и штетно е за самите вас да го донесете. Ви благодарам.